зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Како да се вкоренам во Исус? Моето најомилено увеше е филипинското манго. Дрвејата со манго можат да опстанат 300 години, но како истрајуваат кога дуваат ветришта со тајфунска сила? Има само еден одговор – нивните корени. Коренот на дрвото манго може да достигне до 6 метри во почвата и освен тоа, мангото дрвјата имаат широко распространети корени за исхрана кои продираат длабоко. Што предизвикува да растеш во Христос? Раснење корени и собирање храна. А сепак, што е најмногу скратуваме кога сме ние многу зафатени? Молитва и читање Библија. Може да научиме од евангелистот Двајт Л. Муди, кој имаше обичај да каже: имам толку многу да направам денес. Морам да се мовам 2 пати подолго. Апостол Павле напиша: коренети и надзидани во него и зацврстени во верата, како што сте поучени, изобилувајќи во благодарноста. Колошаните 2, 7 стих. Да, примената на Божиот збор во нашите срца предизвикува длабоки корени, а длабоките корени предизвикуваат растеж. Но како може да бидеме сигурни дека ќе го направиме тоа? Да, споделам со тебе еден метод што ми помогна. Поминував низ период кога читав Библијата, но искрено не ја применував пораката во мојот живот. Така си направив едно купче празни картички. Кога некој стих ми изборуваше во срцето, го запишував на картичка. И потоа ја свртував картичката од другата страна и го запишував она што знаев дека Бог сакаше да го направам, сметајки се за одговорна да ја чувам вистината. Овој метод можеби нема да ти се допадне. Можеби попрво би се пишувал дневник. Или можеби си ги запишуваш молитвените барања во тетрадка. Или сакаш да ги поделиш со некој пријател вистините кои Бог ги направи реални во твојот живот. Што и да одбереш? Нека мангото те потсети да се вкорениш длабоко во Божјата чудесна љубов. Длабоките корени овозможуваат силни растенија. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.